продолжение ќе зборуваме за една представа која што ќе ве поканиме да погледнете и оваа среда и другата среда, а впрочем ќе ви доделиме и билети како што тоа заедно го правиме со Драмскиот театар. Чудна случка со куќето во ноќта. Што толку тоа куќе во ноќта прави? Добре ни дојдовте. Сега се ќе прашам. Добре дојдовте утринската на Телма, верувам пријатно расположени. Кои се ангажмани во ноќта, кој пододморен после викендов, но во секој случај драго ми е што ве имам, се разбира, малку да позборуваме за оваа представа и повторно, нели, да споменеме, да ги вратиме луѓето во театарот, малку се одвикнавме, ќе го ставам тоа како, нели, сите ние, со оглед на короната и сите тие случувања кои што ги имаме во изминатиот период, се одвикнавме малку да одиме и во театар, и во кино, нели, по сите тие културни настани, избегнувајќи многу гужва. Но тоа не задна, фала му на Бога, па да се вратиме повторно во театарот и да проследиме. Имавте, да речеме, во несреќа, во тој период се појави оваа представа лани во декември чинам, зборувавме и на Телма, така што верувам сега успешно ќе продолжат сите оние представи кои што се разбира се закажани и ќе бидат закажани на репертоарот. Официјално да ве представам и после ќе ве оставам да си кажете се за представата. До мене Трајанка Илиева Велик, потоа до неа е Александар Степануевски, актер, така и режисерката Зоја Бузалковска. Уште еднаш, добро ни дојдовте. Ајде сега за ова куќето во ноќта. Малку на шала ја фатив, но во секој случај да, не интересира и содржината и ќе зборувам и за впечатоците на публиката и за тоа колку беше предизвик да се изработи целата представа. Навистина, ова беше една представа која што беше планирана да биде направена поодамна, односно баш во 2020 година. И ја најавив кај актерите, зборувавме за тоа какви подготовки треба да се направат, затоа што е доста захтевна физички, се користи паркур техника во градењето на представата, на движењата на сцена. И зборувавме за тоа по неколку дена, значи буквално 3 или 4 дена пред да треба да биде првата проба, се случи, нели, првото затворање, ковидот и така натаму. И таа е направена во сложени услови, да речам, значи се уште во пандемија, премиерата беше со оние 2 столчиња, па не знам, празни, па и така натака, и најважно најголем предизвик беше што ние ја правевме под маски практично. На актерите не можев да им ги видам лицата до 10 дена пред премиерата. Но некако ни беше многу важно да излезе, да се зачуваме како тим и да пробаме навистина го направиме онака баш како што е замислено, не со некакви компромиси. И дури сега испитуваме практично полни сали и тоа ни е онака баш радост после скоро една година од премиерата. Дури сега онака си го добива и некако баш ја се чувствувам ко после премиера. Сега да зборуваме кога беше на група Триглав на затворањето на фестивалот, така се чувствувам. Иначе се работи за една навистина урбана приказна, по еден фантастичен роман. За млади и да речам и за секаков аудиториум, кој што е на Марк Хадон, кој што има низа награди добиена најголеми, понатаму поставуван во Лондон, на Бродвеј, секаде со многу награди, со многу успех, што беше се разбира за нас и предизвик и нели опасност затоа што има предисторија и затоа што ние ги немаме тие можности, таму е со блескави технички можности, тоа сето направено и слично. И баш тоа и го бар, затоа што се работи за динамична приказна на еден млад човек кој што влегува во улога на детектив и за прв пат излегува надвор од нели својот заштитен свет и се соочува со светот околу себе кој практично не го познава, патување до Лондон и назад, има неверојатни промени во каде се случува, кога се случува и така натаму. И сега таму каде што ги немаме силните технички можности, таму нели мораме да бидеме досетливи како тоа би го направиле на поинаков јазик, така што практично еве на тој начин, ама ќе кажат повеќе и актерите за тоа, ќе дадеме простор, мислам дека успеавме да изградиме една доста исто така динамична, возбудлива, урбана, да речам, представа,
која што зборува за многу, како да речам, суштински прашања, отвара суштински дилеми и проблеми, ама на еден питок, на еден забавен, да речам, начин, наместа духовит, наместа се разбира, грлото се стегнува. Само ќе можеме и да погледнеме нели инсерти, фотографии од самата представа, па некако малку да доближиме и визуелно во овој наш разговор, еве ги гледаме. И само уште еднаш да потсетам, почитувани гледачи, вие кои што ќе бидете најбрзи на 307-0005, на петорица од вас доделуваме по 2 билета за токму оваа представа во среда во 20 часот. Билетите ќе си ги подигнете таму, вие кои што ќе успеете први да фатите линија, ево до овој момент додека ние си разговараме и вие доближуваме сцената и представата, се разбира вие можете тоа да го правите, односно да ни завртите. Колку за актерите беше предизвик оваа представа, рековме динамична, несвојствена, не секојдневна, речеме, сцената си бара малку повеќе елементи, нели? Јас сакав да се надоврзам на ова на Зоја со паркур техниката. Всушност, целата представа е, како да кажам, во светот на Кристофер Џон Франсис Бун, главниот лик. И колку неговиот свет бргу молскавично се менува, од слика во слика. Така што паркур техниката нам, на актерите, ни помогна во тој сегмент да ние преку сите тие скокови одиме од една ситуација во друга. И фактички сме и декоратери на сценографијата, така што менувајќи сценографијата ние влегуваме во една нова средина, дали е тоа училиште, дали е парк, дали е домот на Кристофер. Тоа многу ни помогна во тој сегмент паркур техниката и многу беше забавно што кажа дека под маски да скокаш 3 часа на ден под маски. Паркур, рипање, скокање, ептен забавно. Не би се сложил дека беше многу забавно. Многу забавно. Така и го кажувам, многу забавно. И во еден момент кога ги извадивме маските, може и да се дише, може кога се скока и да се дише практично. Тоа беше страшно, да, внимававме прилично на тоа, за жал или за среќа, али мораше така да се направи. Предизвикот беше супер, одличен, затоа што брзата динамика на промените на сцени го бараше тоа, тренингот со паркур техниката, кој што воглавном сите работиме прв пат, неколку сме работеле еднаш пред 10 години да речеме, меѓутоа сега пак како освежување, како многу битен сегмент за целата динамика на представата, за брзите промени, за сценските разлики и така натаму. Другото бара и тренинг и се разбира. За одржување само 2 недели тренинг. Дека не е само нели представата, сцените да се постават, диалогот да се нели каже. Па што е представата лежи во тие 3 месеци, ова е финалниот продукт собран од тие. И за одржување на представата после ни тренинзи при тоа се разбира. И тоа не е само тоа представата, како и да е, тоа е супер алатка за како сврзно ткиво за самата представа е пред се супер однос на нас како обични луѓе, да речам, пред се како луѓе, па како актери со темата, со тоа колку различностите нас не разединуваат, наспротив да не обединуваат. Ден денес во светски рамки, не само кај нас. И целата приказна е за тоа колку ние можеме да живееме во конклузија, во симбиоза со луѓето кои што се различни од нас, навидум нормалните. Што и да значи тоа, се не сакам да го употребувам избор, меѓутоа затоа под наводници, нели? И предизвикот кај сите нас беше колку до крај можеме да ја истражиме темата и врз основа на тоа да ги изградиме ликовите за тој питок јазик што вика Зоја да биде добро приемчив кај публиката. И тука не беше. И ако заклучиме колку едукативно представата може да влие и влие кај публиката, барем која што ја погледна. Многу. Да, нас ние навистина таргет група ни се сите и најмладите луѓе кои што се соочуваат со практично со различниот од нив и многу често го отфрлаат заради предрасуди, заради стереотипи, не учат да го и заради страв, да не учат да го гледаат она што е посебно, што е прекрасно, што е различно, што може да им значи и ним некаква промена. Во таа смисла некако ни се чини во овој момент кога многу зборуваме
за инклузијата и во школите, нели, меѓу другото се разбира, оваа представа не е за помали дечиња, затоа што допира и теми кои што се осетливи па за нив. Ние со фокус на една тема често пати забораваме дека овдека навистина се отвораат многу теми. Например, темата затоа што главниот лик во дефиниција на неговата состојба е дека не знае да лаже, не може да лаже. И секоја еден човек кој што не може да лаже се соочува со свет полн со лаги, лицемерие, невистини, дури понекогаш добронамерно изречени, нели, лаги или измислени, конструирани, тој е изгубен, затоа што тоа не е неговиот свет. И бидејќи ова е од аголот на перцепција на Кристофер Бун, дури и какво е семејството, нели, во кое што има лаги, во кое што има неискрености, тоа е еден навистина свет кој што е тешко да се спакува, тешко да се прифати. Така што зборува и за лицемерието, зборува и за лагата, зборува и за тоа, за искреност или неискреноста во семејството, во фамилијата. Но сето тоа пак ќе кажам низ една авантура, нели? Авантура на еден млад човек кој што е во некои сфери гений. И сега тука е, нели, што е нормално, што не е, што е посебно, што не. Да, практично авторот не сакал многу на романот тоа да се нагласува дека се работи за нарушување од аутистичен спектар кај главниот лик. Така што и сега тој свет кој што е посебен и богат, нели, како другите луѓе гледаат на него и како се бори, нели, со таа перцепција од другата страна. Така што навистина возбудлива тема, тешка тема, важна тема, актуелна тема, да речеме кај нас и насекаде во светот. И некако навистина ни беше важно, јас мислам, на сите да ја раскажеме. Да. Јас уште еднаш ќе ги поканам гледачите во среда и следната среда можат да присуствуваат во Драмскиот театар и да проследат и оваа представа и ќе уживаат и нормално ќе осознаат за многу работи кои што па преку представата ќе ги дешифрираат и дека им се дел од нивното секојдневие. Верувам дека ќе успеете. Некои прашања кои што може да промени. Може да биде почеток на некакви одговори без разлика. Така кај секого индивидуално, тоа е многу важно. Така е. Ви благодарам многу. Ако има нешто што не споменавме, ама генерално... Па за оваа представа најчесто има многу да се зборува. Има, да, но јас сакав онака да биде инспиративен разговорот, не многу и да откриеме, но нели суштината да доловиме за да можат, нели, да ги поканиме и гледачите во театар да се вратат и да проследат се она што има таму на репертоар. Фала ви. Фала ви.